Охрид, градот што ја носи историјата во своите камења и песна во својот ветер. Град кој секое утро е нова слика. Сонцето се појавува зад планините, а златните зраци ја милуваат површината на езерото. Камбаните од старите цркви го поздравуваат денот, а мирисот на езерската соижина се меша со гласовите на туристите и мештаните. Охрид е место каде светлината и сенката си играат со фасадите на старите куќи, а калдрмите чувствуваат чекори од илјадници години. Но денес, меѓу тие калдрми, шарени чаршии и преполни кеови, трагнавме по една едноставна, но всушност мощна предизвикувачка мисија. Да дознаеме кои се според граѓаните трите најдобри пејачи или пејачки од Македонија или од целиот Балкан. Прашањето изгледаше лесно, барем на прв поглед, но како што започнаа одговорите, свативме дека всушност го допревме едно од најчувствителните и најубавите места во срцето на луѓето – музиката. На прва средба – насмевка и брз сигурен одговор. На втората – тивко двоумење па длабок здив. На третата – некој воопшто не ни знаеа за македонски пејачи, па одрачно одговорија дека немаат. Едни без двоумење ги изговорија своите три имиња, чувајќи ги во меморијата уште од детството. Еден постар господин ни рече со смирен тон: "Сине, има многу таленти, ама вистинските се оние што пеат за душа, а не за слава." Другија доживеа анкетата како мала музичка мозгалица. Една млада девојка се смееше и рече: "Чекај, третото име тешко е, како да бираш омилено дете." Пријателите до неа се обидуваа со шеги да ја убедат да избере токму еден фаворит. Имаше и моменти на пријателска расправија. Едниот се колнеше во убавината на старите народни песни, другиот тврдеше дека без современ поп и енергични сценски настапи нема вистинска забава. И тука во тие мали несогласувања ја гледаме големата вистина. Музиката знае да не поврзе, но и да ја разбуди нашата страст. Многумина од нив сакаа да бидат анонимни, па затоа и ги цитираме нивните одговори. Многу од соговорниците гордо ги спомнуваа македонските музички имења, истакнувајќи дека нашата земја има гласови кои можат да стојат рамо до рамо со најдобрите на Балканот. Најчесто помеѓу најпосакуваните пејачи во Македонија се спомнуваа Сузана Гавазова, Јордан Митев, Анета Молика, како и легендарниот Владо Јаневски, чиј глас за многумина е символ на македонската љубовна песна. Но во издив, граѓаните долеваа и голем број на балкански ѕвезди, затоа што ни рече еден соговорник: "Добра песна нема националност, таа зборува на јазикот на емоциите." А сега ви оставаме да ги слушнете нивните искрени, понекогаш изненадувачки, понекогаш и духовити одговори, директно од охридските улици. Ова е Охрид, град што знае да почувствува песна и да ја сподели со сите нас. Кои се според вас тројца најдобри македонски пејачи досега? Пејачки ми се допаѓа Митев, ми се допаѓа Гавазова и Елена Велеска, за мене. Кичевчаниве се сите окей, Владко, тие, како го викаш? Да, тие се супер. Од пејачите тие ми се допаѓаат и ги слушам. Кои се според вас три најдобри македонски пејачи во момент? Не слушам многу македонска пејачи. Не сум странци, диџеи слушам. Да? Кои три македонски пејачи или пејачки според тебе ти оставаат најголем впечаток вака? Сладка Ристика, Тони Зен и Два Бона. Еден од најдобрите во Македонија. Од пејачкиве? Од пејачкиве не баш. Не ги слушам толку. Така. Најмногу што, значи, од моите 15 години па сега 20, цело време, значи, Сладка Ристика ми е најдобар идол. Може за мене се постарие, поче сум по класично, по музика него овие новиве, али имат и од новиве добри, како Саша Ковачевиќ, Сарево, Дино Мерлин. Од Македонија? Од Македонија ми се Владко Сварски. И овај други сега на концерт имат овде
Јанес, му го заборавив името. Де, Владо Јанески, него, сакам пак да го гледав порано и ми се бенди се него концерт. И сакам. Македонки, бе, ти кажам. И Катарина Тауна е добра и таа ми се бенди сите исто. И ова една друга исто. И го заборавив името, ти кажам право. Не ми текви сега одма. Има тубај пејачи и наши и кога има време ќе одам баш сега се спремам за еден концерт дојдам горе. Владо Јанески сакам пак да го гледам. Тој ми се бенди свит и еден друго ово стенд-ап комеди, тоа ми се бенди. Сакам и тоа да го гледам и така. Кои се според вас топ 3 најдобри пејачи или пејачки во Македонија? Во минатото или сега? За мене најдобри пејачи се, мислам, македонски, мислите? Дамјан, по мое, Гавазова исто така, Молика, Анета Молика, така, моje мислење, а за други. Сите се добри, ама овие јас ги издвојувам, пошто ми се омилели. Пејачи или пејачки? Овие Миладиновски ни се, а Јордан Митев и други кои да ви речам. Брајката овие се. Да, тие. А кои се според вас 3 македонски пејачки или пејачи кои ви оставиле најголем печаток? Најголем печаток? Порано или сега само? Сегашни пејачи или порано? Ајде се кажи, ја не ги знам баш многу. Владо Георгиев. Мики, како Џафер, како се... тој три сонца таа на југо. Кој е најдобар пејач според вас во Македонија? Не знам. Здравото. Не знам. Немате тако? Не. Најубавите моменти беа оние кога луѓето додека ги изговара имињата несвесно почнуваа да потпевнуваат. Некои со срамежлива насмевка, други без двоумење на цел глас. Во тие моменти улиците во Охрид се претвараа во мала сцена, а ние бевме сведоци на најискрената форма на љубов кон музиката. Вкусот беше шарен, со евергрини што ги знаат сите генерации, преку модерни клубски хитови, па се до силни рок и етно мелодии. Еден господин пак сподели дека една песна на неговиот умилен изведувач му помогнала да помине низ најтешките денови во животот. Додека сонцето полека се спушташе зад хоризонтот, а езерото се облекуваше во златно-портокалови тонови, продолжувавме да ги слушаме нашите одговори. И свативме, ова анкета не е само листа на имиња, ова е мапа на чувства, спомени и гордост. Музиката е јазик што си го разбираме, без повод и без граници. Во Охрид, градот на светлината и сињите, таа одлекнува во посебен начин. Тука меѓу мирисот на езерскиот воздух и звонежот на камбаните, луѓето ја носат музиката како дел од својата душа. Анкетата што ја започнавме со едно единствено прашање заврши како патување низ сеќавања, смеа понекогаш и носталгија. И можеби не го добивме официјалниот список на најдобри тројца пејачи, но добивме нешто поважно. Приказна за тоа колку музиката е длабока, вплетена по нашите животи.